почитувана колешка, сега најпрви од каде да почнеме да се објаснуваме и не знам зошто упорно не можеме да се разбереме. Комисијата за европски прашања не треба да расправа по суштината на предложените закони и не треба да ги разгледува како матично работно тело. Чи задачата на Комисијата за европски прашања е да го усогласува внатрешното законодавство или кога доаѓаат предлог закони, за да бидат усогласени со регулативите или препораки или директиви од Европската Унија. Значи, ние сме влезната порта за преточување на европското законодавство во нашето внатрешно домашно законодавство. Кога имате директиви, како што е директивата која што е спомената овде, на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016, за заштита на физички лица во однос на обработка на лични податоци од надлежни органи за целите на спречување истраги, откривање или гонење кривични дела, и кога имате внатрешни извори на правото, ако тоа го споменавме, е Законот за заштита на лични податоци, и тоа е членот 18 од Уставот, значи тоа се уставни категории. Прво ја девалвирате државата Република Македонија со тоа што и кажувате на јавноста дека денеска ние прв пат транспонираме европска регулатива и прв пат почнуваме да се грижиме за заштита на личните податоци. Не, станува збор за внатрешна хармонизација на актите каде што ние со овој закон практично точно ја усогласуваме со регулативата на Европската Унија. Меѓутоа го почитуваме и членот 18 од Уставот, го почитуваме и Законот за заштита на лични податоци и така натаму. И понатаму ме зачудува како продолжувате со тоа на која дата бил стигнат законот во собрание. Па во собрание ни стигнуваат мал милион на закони. Не знам како вие со која несериозност пристапувате кон законите и како на тој начин ги разгледувате. Па цела македонска јавност е запознаена со поимот Филип Бластеринг. Секој, прашајте го и на вести, знае големиот број на амандмани со кои што се блокира определено законско решение и притоа понекогаш се обвинува опозицијата за истото. А за тоа што ни го прави власта на нас со составање на огромен број на точки на дневен ред, па претходните седници на Комисијата за европски прашања имаше закажано 4 седници. Дали знаете, само Законот за парнична постапка има над 500 членови. Во еден ден ние имавме поставено над 2000 членови кои што требаше да ги разгледаме и да дадеме коментар за нив. Зошто никој од јавноста не е запознаена за тој феномен, власта кој што и го прави на опозицијата? На крајот горе на пленарна седница точките на дневен ред и спикерот и заменикот председатели ги вадат како лото топчиња. Се затвара една седница, продолжува друга седница. Зошто не зборуваме за тој феномен? Завршуваме со 9-та точка, продолжуваме со 52-ра седница. Завршува 52-ра, продолжуваме со 47-ма седница. На Комисија за европски прашања денеска имавме огромни обемни закони. Еве, среќа што истите беа тргнати од дневен ред. Сакате да ми кажете дека можете да разговарате и за закон за адвокатура? Дека можете да разговарате и за другите закони кои што беа предложени, го имате вие тој капацитет. Па самиот деловник ни вели дека најмалку 5 дена порано треба да бидат стигнати материјалите. Оваа седница знаете кога беше закажана? Вчера во 15:39, една минута пред 4 часот. Па ние не сме должни да седиме со телефоните во рака. Еден час ако сте го виделе, кога? Само момент, помина дневниот ред, не помина. Денеска нова седница е ова. Сега да не кажуваме приказни, вчера беше закажана оваа седница во 15:39. И во ред, еве, немаме забелешки на тоа. Меѓутоа, кога велиме дека Комисијата за европски прашања ја разгледува усогласеноста, а не хоризонталната хармонизација, кога имаме други внатрешни акти, а во овој случај повисок акт како што е Уставот, сметам дека тоа треба да го сватите сериозно и праксата да имаме по 2-3 илјади членови збирно од предлог закони кои што стигнуваат на Комисија за европски прашања треба да се откажете. Меѓутоа, не знам зошто вие пратениците од власта покажувате таква сервилност и таква доверба кон извршната власт. Па не можете да ми кажете дека за претходните седници сте поминале 2000-3000 членови од предлог законите и дека се согласувате со сите. Или имате безрезервна
безрезервна доверба во извршната власт, која што не знам дали ви е наложена или на кој начин функционира, меѓутоа еве, јас немам безрезервна доверба во нив. Толку колку што ми дозволува личниот капацитет, ќе се обидам да видам. И секојаш кога реагираме дека одредени точки треба да се тргнат од дневен ред, или секојаш кога реагираме дека треба да расправа комисијата матично работно дело, а не комисијата за европски прашања, која што ја направивте дечко за се. Буквално сите закони се овде добре дојдени. Дали адвокатура, дали е кривична постапка, дали е парнична постапка, дали е екологија, почитуваниот председател ни е универзален и сметам дека таа пракса треба да ја напуштите и треба да признаете кога нешто е така, треба да признаете дека не може оваа комисија да биде експерт за се. Марихуана, лекови, дечко за се ја претворивме комисијата за европски прашања, да скратам, ба може и девојка за се да бидеме родово сензитивни, ви благодарам. Да скратам, ќе реагираме со амандман, се надевам дека немаме и други пропусти во законот и токму поради тоа апелираме, ова е повеќе за јавноста, да биде запознаена дека е потребно да се смени начинот на кој што работи собранието и да си го вратиме дигнитетот, а не постојано да настапувате во една инфериорна позиција кон извршната власт. Ви благодарам.